Почитувани, ВМРО ДПМНЕ инсистира на итна смена на републичкиот јавен обвинител. Вакви криминали при изјаснување на граѓаните, какво што имавме на референдумот, ја враќаат земјата во црното време на недемократијата во 90-тите години од минатиот век. Таа слика не смее да се повтори. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески спие во заевата пупка на расцветаниот правосуден систем на Заев. Додека тој спие, се случува кражба на изборно право, присилно гласање, закани, уцени, полнење на кутии, па и сега санкции во администрацијата заради изборно право, што се тешки кривични дела, а Јовески го нема. Како што го нема ниту за многобројните афери, како што беа крвавите тендери, како што беа на Филипче тендерите за здравството, за плацевите на кланот Заеви, за криминалните набавки во 4 очи, за фондот за иновации, буквално за сите криминали кои потоа неретко завршуваа и со мафијашки пресметки со смртни последици. Имаме јавен обвинител кој по Црвенковски сега има задача да ги амнестира сите криминали на Зоран Заев. Почитувани, Извршниот комитет на опозицијата вчера донесе заклучок со кој овој референдум го прогласи за неуспешен заради недоволна излезност, но и ги нагласи бројните нерегуларности. Зоран Заев е должен да ја почитува волјата на над 1.200.000 граѓани кои се против договорот од Преспа. Согласно анализата на ВМРО ДПМНЕ, констатирани се преку 50.000 украдени гласови, преку 50.000 ливчиња уфрлени во гласачки кутии. Врз основа на докази, констатирани се заплашувања на граѓани. Имаше обид за подкуп, влијание врз гласачи, кршење на молк и други нерегуларности, со што бевме сведоци на едни целосно недемократски и криминални избори. Републичкиот јавен обвинител не реагира ниту по поднесените кривични пријави од опозицијата. Изборниот криминал на референдумот мора да се истражи, расчисти, да следуваат пропишани затворски казни. Пораката до организаторите и извршителите мора да е јасна. Не смее да има изборни кражби, уцени, подкуп, кол-центри. Тоа со Љубомир Јовески како републички јавен обвинител е невозможно. Воедно, мора да биде формирана анкетна комисија во собранието, за да се расчистат налогодавачите на изборниот криминал. Ако тоа не се случи, ако не се расчисти со извршителите и нарачателите на криминалните избори, тие повторно ќе се случуваат. Тоа не се европски вредности, тоа не се вредности кон кои треба да цели Република Македонија, тоа може би се европски вредности само во главата на Зоран Заев. Ви благодарам.